почитувани медиуми, ви благодарам за вашето присуство. Драги мои сограѓани, од моментот кога ја добив вашата доверба до денес и покрај политичката, економската и енергетската криза, мораме да признаеме дека општина Прилеп значително се промени во сите сфери на општественото живење. Прилеп не е град на сивилото и безнадежност. Но кога го говорам ова, сепак мора да го имаме во предвид фактот дека Прилеп не е надвор од македонските, европските и светските случувања. За жал, и тој го носи товарот на ова време, поврзано со светската енергетска и економска криза. И покрај се, во ова едногодишно работење со мојот тим, и морам да истакнам заедно со советниците и председателот на Советот, Дејан Продановски, не се исплашивме од фактичката состојба, туку напротив, се вложивме со активна работа во реализација на проекти, ветените проекти кои што за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во нашата општина ни беа приоритет. Сето ова ни беше поттик и мотив да водиме секојдневна битка за поквалитетно секојдневие на секоја единка во нашата заедница. Реализиравме низа проекти од витално значење за градот и населените места. Од општинскиот буџет асфалтиравме, реконструиравме и саниравме голем дел од локалните улици, реконструиравме голем дел на паркови за почиста животна средина, исчистивме околу 6000 метри кубни отпад од дивите депонии во општината. Ги обновивме парковските површини во градот и населените места и дел од детските игралишта, извршивме рехабилитација на сите градски фонтани и ги вративме во функција, извршивме реконструкција на дел од водоводната мрежа и атмосферската канализација во градот. Успеавме да го завршиме виталниот проект за водоснабдување на градот, реконструкција на главниот довод од Пашовски ливади. Завршуваме и со комплетна реконструкција на пешачката улица Борка Талески, која што е составен дел од плоштадот Методија Андонов Ченто, со површина од 3500 метри квадратни, во која што имаме вклучително и реконструкција на подземната инфраструктура, проект во вредност од 25 милиони денари. А во тек е набавка и поставување на полуподземни контейнери со цел модернизација и подобрување на процесот на селекција на отпад. Она што сакам посебно да го истакнам е влогот во образованието. Издвоивме над 30 милиони денари за подобрување на условите за работа во сите училишта во Прилеп. Нема училиште во Прилеп во кое не сме инвестирале, вложиле, обновиле или реконструирале. Направивме огромен број инвестиции во кои спаѓаат реконструкции и рехабилитации на училниците, ходниците, тоалетите, кабинетите, спортските сали и спортските игралишта. Исто така поставени се голем број образовни помагала, смарт табли, компјутери, телевизори и многу други проекти и реализации. Тука морам да ги пофалам и директорите на училиштата, кои што успешно менаџираат и заедно ги остваруваме сите овие проекти. А да не заборавам да ги пофалам и да им се заблагодарам и на директорите на јавните предпријатија, со кои што исто така заедно менаџираме и реализираме сите оние проекти кои што ги замисливме од почеток. Дадовме навистина сериозна поддршка на низа културни манифестации, фестивали и спортски надпревари, како и за развој на алтернативниот туризам. И времено и вративме во живот многу манифестации што не се одржувале во изминатиот период. Исто така уште еден од капиталните проекти е тоа што успеавме да ја доведеме до завршна фаза до изградбата на детската градинка во населба Точила, клучен проект за квалитетен развој на нашите деца, за кој што мора да се напомене дека ја наследивме и сета сума за исплаќање, а во оваа година исплативме 37 милиони денари.
ветивме и реализиравме за прв пат во општина Прилеп финансиска помош од 6.000 денари за секое новородено дете. Продолжуваме со субвенционирање на дел од средствата за купени велосипеди за околу 400 наши сограѓани, како наш приоритет за грижата за здрава животна средина и поддршка на граѓанскиот сектор. Остваривме голем број на средби со бизнис секторот и политички и дипломатски представници во насока за обезбедување на партнерска поддршка и соработка, презентирајќи го нашиот град како одлична можност за инвестиции. Можеби во овој исклучителен тежок период можевме повеќе и се согласувам со секој од вас што ќе рече секогаш може повеќе. Но овој период, почитувани мои сограѓани, не беше воопшто едноставен. Поминавме одреден период на скенирање на состојбата од претходната власт, соочување со истата и успеавме со добро менаџирање и домајчинско работење да реализираме исплата на 120 милиони денари од вкупно 300 милиони денари. Наследени обврски и го трасиравме патот за отворање на повеќе можности со цел исполнување на дадените ветувања. Верувам дека сме на вистинскиот пат, иако пред се исклучително ми е важно вашето мислење на моите сограѓани. И затоа секогаш сум отворен за соработка и барам корекција од вас, доколку сметате дека сме погрешиле или можеме уште подобро. Само преку директна комуникација со граѓаните можам да ги детектирам секојдневните проблеми во општина Прилеп. Затоа, драги мои сограѓани, Прилеп е во нашите раце и ние заедно можеме својата иднина да ја направиме подобра, соочувајќи се со предизвиците, а не избегнувајќи ги, решавајќи ги препреките, а не прескокнувајќи ги. Во склоп на развојната програма за престојниот период имаме неколку големи проекти со кои што ќе започнеме уште од месец март 2023 година, со самиот почеток на новата градежна сезона, во која што ќе реализираме асфалтирање и рехабилитација на околу 50 улици со вкупна површина од околу 68.000 метри квадратни. Исто така започнуваме со минимум една нова монтажна катна гаража во близина на централното градско подрачје, со што планираме делумно да го подобриме наследениот проблем со недостаток на паркинг места во центарот на градот. Ќе продолжиме со изградба на нов кружен тек на булеварот Гоце Делчев кај Тинекс и започнување на комплетна реконструкција на влезот на градот Крушево Прилеп, односно улицата Леце Котески, со која покрај постоечката сообраќајна лента опфаќа и дополнителна пешачка и велосипедска патека со предвидена должина од 2130 метри. Проект кој што е финансиран од Светската банка и имплементиран од Министерството за транспорт и врски во вредност од над 1 милион евра, за кој што се трудевме и покрај сите обструкции, кои што проект ни беше неколку пати враќан на ревизија, да ги завршиме и измениме сите потребни технички работи и документации. Во нашиот план за наредниот период предвидена е реконструкција на сите спортски игралишта во градот и населените места, со што ќе обезбедиме нашите деца да се рекреираат и да поминуваат квалитетно исполнето време на истите. Ова се само дел од проектите кои следуваат или веќе се започнати. Продолжуваме да работиме честно, домајчински и транспарентно, а во текот на мојот мандат ќе ги реализираме сите проекти за кои што граѓаните на Прилеп ни ја дадоа довербата. За крај, сакам сите граѓани на општина Прилеп да ги уверам дека промените носат подобра иднина и во наредниот период ќе продолжам честно и одговорно ќе ја презентирам функцијата градоначалник и дека по никоја цена нема да отстапам од моите основни заложби, да создадам општина со која сите ќе се гордееме. Ви благодарам.